Четврток во Македонија наутро со различни соговорници зборуваме гласно за дискриминацијата, незините облици, како да ја препознаеме и како да се заштитиме. Утрово акцентот го ставаме на индиректната дискриминација и позитивната пракса на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во различни случаи. Велам добро утро за председателот на Комисијата Исмаил Камбери. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме и благодарам за поканата. Секој втор четврток различна тема во која што генерално и објаснуваме различни видови на дискриминација кои што можеби нашите граѓани не ги препознаваат. Од друга страна им даваме можност да го кренат својот глас и да побараат да бидат заштитени. За разлика од директната дискриминација, каде што едно лице или група е ставено во понеповолна состојба за разлика од друга, индиректната дискриминација постои кога преку навидом неутрални прописи, одредби, критериуми и програми, ова е сега дефиницијата, нели, се става некоја лице или група во понеповолна положба во однос на други. Она што мене ме интересира, ја има ли во Македонија? Да, дефинитивно ја има, како што добро го кажавте, навидом неутрални прописи, значи во принцип законодавецот кога го правил законот номотехнички не испланирал или па не може да испланира нека во дадена ситуација, одреден член од закон би представувал потоа би ги довел до дискриминација или нееднакво постапување граѓаните на нашата земја. Така да тука е и корективната улога на комисијата и преку представки на граѓаните, но и преку подопрен глас или службена должност, комисијата може да поведува постапки за давање мислење за одредени членови, без разлика дали е закон, правилник, статут, некоја одлука, за таа да се смени. И тука, како што кажавте, и целта на токму на ова гостување е да кажем и каква позитивна пракса има, какви општествени промени прави комисијата или придонесува кон општествени промени за подобро и поеднакво општество на граѓаните. И како оваа дефиниција да ја препознаеме во пракса? Како граѓаните да препознаат дека се жртва на индиректна дискриминација? Наједноставно кажано, кога смета дека одреден член од закон ги става во неповолна положба, тогаш се смета дека постои индиректна дискриминација или може да има обратен процес, одреден член од законот им прави проблем или сакаат некој член да сменат, дали е закон, статут, одлука и слично, тогаш постои индиректна. Значи, разликата меѓу директна и индиректна, каде што директна со директно дејство нешто се прави, а тука е нешто што индиректно од некоја одлука се врши дискриминација. Статистиката на КСЗД, скратеницата на комисијата која што често и ќе користиме во Македонија наутро, заклучно со 31 декември 2022 вели дека поднесени се 248 приставки. Она што ме интересира, колку од нив се за индиректна дискриминација и што вели статистиката од почетокот на 2023? Растат ли? Како што оди времето, раста. Мислам дека имаме околу 20 до 30 представки за индиректна дискриминација, што е нормално да биде многу помал бројот од директна дискриминација, каде што одредена индивидуа нели се соочува со дискриминација. Тука имаме помалку, но доброто е што, например, има голем број на граѓански организации кои што се бават со правење на анализи и истражувања и тие токму ги мапираат одредени членови кои што се потенцијален проблем за граѓаните и ние тука постапуваме и придонесуваме со наше мислење. Како постапувате? Кои се надлежностите на комисијата во случај на представка? Во случај на представка, ќе скратам на најглавната, комисијата може да ја отврди на различни основи или да донесе мислење. Со тоа мислење се утврдува или не се утврдува дискриминација. Ако утврдиме дека постои во даден случај дискриминација, без разлика каков облик или вид на дискриминација, комисијата носи препорака за отстранување на дискриминацијата. Таа препорака има рок од 1 месец до 6 месеци за исполнување. Доколку дискриминаторот не ја исполни препораката, тогаш комисијата по службена должност поведува прекршочна постапка во надлежен суд и казните за тоа се до 10.000 евра. Минатата недела се сеќавам имавме една анкета во која што говоривме за транспарентноста на јавните институции. Нашата колешка кога ги прачува граѓаните кое е мислењето, имавме различни одговори. Меѓутоа оние кои што не се согласува и кои што сметаа дека не работат транспарентно, едно од прашањата беше дали некогаш
кога сте се обратиле до институциите, дали сте поднеле преставка, дали сте поднеле жалба, а најчестите одговори беа а кој ќе не заштити или што би добиле од тоа. Суштината на овие гостувања на различни членови и од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е да ги поттикнеме нашите граѓани, дека има кој да ги слушне и да реагира. Но позитивните примери, позитивната пракса всушност е таа која што охрабрува. Ја има ли? Да, само малце ако може да се навратам во поглед на довербата на граѓаните. Значи, независни истражувања минатата година покажа дека околу 36% од граѓаните ја препознаваат како позитивно работата на комисијата. Сега неофицијални податоци што се во теки истражување, веќе тој процент расте околу 40 на 40%, што мене лично многу ме радува, бидејќи комисијата постои неполни 3 години. И тука се нели сите меѓународни извештаи кои што позитивно ја оценуваат работата на комисијата. Во однос на позитивната пракса, можам да кажам дека имаме донесено мислење каде што и собранието ги усвоило како исполнување на препорака. Ако сакате може да збориме конкретно што е направено и претходно соработката со институциите, барем од наша страна и од нивна е многу добра. Значи институциите, сега не збориме за само директна или индиректна, околу 80% ги исполнуваат нашите препораки, без разлика дали станува за законски пропис или за некоја директна дискриминација. Што со оние кои што не постапуваат по препораката од КСЗ? Поведуваме прекршачна постапка. Да, значи имаме поведено прекршачни постапки, тие се во тек. Сега судовите тоа, барем јас што застапувам комисијата пред прекршачните судови, често пати се одлагаат рочиштата, бидејќи самите суди кажуваат дека немаат капацитет и кадар, немаат суди за да биде навремено тоа. На тема судство, се извинам што ве прекинувам, на тема судство има многу што да се каже. За жал најголемите критики ги собира токму судството. Постои ли еве позитивна пракса? Поведувате вие прекршачна. Постои ли позитивна пракса во ова, за да ги еве стимулираме и поттикнуваме на крајот граѓаните дека може да ја истераат правдата? И од друга страна, какви реформи се неопходни во моментов во судството? За реформи во судството, нема да можам да... Конкретно на оваа тема. Што е најнеопходно? Да се забрзаат постапките? Позитивната пракса, веќе ви кажам, баш најнов момент беше во собранието пред неколку дена се изгласа измени на законот за живеалиште, кои што овозможи лица кои што немаат имот на свое име, немаат договор за закуп на имот или немаат имот на своји родители, да можат да пријават адреса на живење во Центар за социјални работи. Добра. И тоа дојде, не зборам дека ние директно сме влијале, но сме придонеле кон измена на тој закон, бидејќи пред 3-4 недели ние донесовме мислење дека се утврдува индиректна дискриминација. Дополнително, жените земјоделки долго време немаат платено породилно отсуство или боледување. Тука исто придонесовме со наше мислење да се почне измена на законот за здравствено осигурување. Моментално е во тек, но секако дека би требало да биде изгласан, бидејќи беше изгласан потребата за воведување процедурата со над 70 пратеници. Дополнително, може би сте чуле за жените осуденички во Идризово. Тука придонесовме за да ги имаат истите права како што ги имаат со мажите затвореници, така да Идризово е моментално адаптиран во затвор отворен, полуотворен и затворен вид. Дополнително, ако сте чуле за студентските стипендии, имавме случај каде што студенти кои што биле запишани од втора година и натаму, земале само 3000 денари студентска стипендија, а оние кои што се само од прва година и понатаму после тоа запишани, земаат 6000. Тука успеавме исто така да ги изедначиме студентските стипендии, дури и собранието алоцираше 360 милиони денари, мислам, во МОН, за да почне и ретроактивно да ги исплати. Кога сме кај МОН, поплаката со учебниците? Што се случува? Како што може би знае јавноста, ние имаме донесено мислење, членката Весна Бендерска имаше прескаде што нели најави тужба. Моментално сме во консултација и со адвокати и секако тужба од јавен интерес изискува голем обем на работа за подготвување, бидејќи ако гледаме стратешки, тука треба комуникацијска стратегија, добра тужба и така натаму, но
Доброто е тоа што веќе, според тоа што ги гледам најавите на министерот, е дека веќе тие учебници се надополнуваат во различни одделенија. Јас се надевам дека и тој процес ќе заврши во скоро време, за да ние не мора и да поведуваме и тужба, бидејќи целта на комисијата не е сега тука како репресивно тело да казнуваме или нешто слично. Целта е да го направиме општеството поеднакво за сите. Значи, корективна е улогата на комисијата, не е главната цел да се казнува. И не можам да ни прашам сосема на крајот на разговорот. Која категорија на граѓани најчесто поднесува пристапки? Помладите, често знаеме да кажеме, младите се побунтовни, повеќе се борат за своите права, или пак повозрастните? Зависи од тоа што ми текнува статистиката за лани, најголем број е помеѓу 40 до 55 години, но тоа не значи дека и младите со студентските стипендии, студентски сојуз, претходно за превоз на студенти, за бесплатен јавен превоз, исто така студенти, така дека и нив се буди, мислам дека имаме и нивната доверба во поглед на нашето постапување до сега. А со јавното говорење, барем еве низ појасот на Македонија наутро, јас се надевам дека се повеќе граѓани кои што се чувствуваат дискриминирани по некоја основа, ќе ги охрабриме да побараат права. Да, морам да напоменам тука дека поставката е многу едноставна, бесплатна е, ние даваме мислење кои што тие потоа може да го искористат, а и ние може да направиме ресторативна правда, да вратиме во првобитна нивната ситуација каде што смета дека се дискриминирани. Така да и ги држите будни институциите, што е многу важно. Во секој случај соработката е одлична со нив и се надевам така ќе продолжи. Благодарам господин Камбири за гостувањето во Македонија наутро.